Zašto го правиме тоа? Не да ги искатиме работата што ги имате тука, но да ви укажеме дека како што секој собир има своји правила и собирот на знаењето, меѓусот на илмот има своји правила. Пример, кога одиме ние во школа, секој си седнува во својата клупа. Не може да се собират луѓето на крајот на класот. И нас Мухамед салаллаху алейхи ва селем научил, кога ќе видиме до воđата, до алимот, од кого земаме знаење, треба да сме поблиско до него. Еднашка, кога времето на Мухамед салаллаху алейхи ва селем, вака како што се собиратме ние вечерва, им дал предавање Мухамед салаллаху алейхи ва селем на асхабите. По меѓувреме доаѓат тројца лица. И кога влегува до џамија гледа дека има предавање. Едниот од нив одма се вклучува во таа толпа на луѓе и се приближува до тие луѓе и почнува да слуша. Другиот му беше срам, па седна одма до нив. Му беше срам да се меша со нив, седна одма до нив. Третиот не му изгледаше интересантно тој собир на знаење, па седна на крајот. Не се доближи до меѓусот. И на крајот на тој меѓус Мухамед салаллаху алейхи ва селем рече, и тој е многу голем хадис, кој фактички не едуцира, не одгојува, а така би Мухамед салаллаху алейхи ва селем. Човек кој ги одгаја луѓето. И затоа со тоа беше од најбитните врвини што ги имаше Мухамед салаллаху алейхи ва селем. Значи првиот се приближи кон меѓусот на илмот и Аллах се приближи до него. Прв. Другиот му беше срам дека закаснил и Аллах се острами од него. Значи и првиот и вториот добија. Вели третиот се оддалечи од собирот на знаењето и Аллах го оддалечи од себе. Нормално сите ние тука сме верени да сме во меѓусот. Затоа треба да сме поблиски. Да ни се срстата поблиско. Чим сме се собирали во еден саф да гледаме намаз на Аллах Џелешану, имаме иста кибла, имаме ист Куран, имаме ист пејгамбер Мухамед салаллаху алейхи ва селем, чиниме ист намаз, така треба и сите да се зближуват. Не смееме да му дозволиме на шејтанот да ги скара нашите срца. Да, вистина е дека може би јас размислувам другчие од тебе, ти во некој работи размислуваш другчие од мене, но ние ипак на крај сме браќа. И тоа, сакал, не сакал, не собира џамијава. Не става во еден саф намазов. А што е најинтересантно дека и другите неверници не сакал, не сакал, сите не сметат исто. Ради тоа, треба и ние да си подпомагаме себе си, да ги зближиме нашите срца и така како што сме во саф, да сме и во животот. И во животот. Затоа вели Мухамед салаллаху алейхи ва селем, или ќе ги исправите сафовите во намаз, или Аллах ќе ги раздели вашите срца. Значи, така како што ги исправуваме сафовите во намаз, тоа е една врлина што били еден